Локалната самоуправа и јас како градоначалник секогаш ќе се залага да ги поддржува и поттикнува ваквите манифестации и заеднички со вас граѓаните да ги зачуваме трајните вредности на македонската култура и традиција, секојдневно пренесувајќи ги низ генерациите кои доаѓаат. Сакам на сите овде присутни да ви го честитам големиот празник Собор на Свети Јован Крстител, да ви посакам пријатно дружење и многу забава и со тоа да го прогласам карневалот Ратевски бамбурци за отворен. И благодарам. Јас сум 83 години. Това го памтам. Това е се така. Си се собираа свето. По чистата пање си секогаш искаруваше старите од црквата на Медляне и право бамбурци и по кашите одааше на Физа. На времето карнавалот капамна се е така. Целта е на бамбурците, што викаме ние, да се направат, да идат под терасите, момите да им вика бамбур, камбур, црвени сватове, дојдете да не нацрните, да не набелите, да ни дадете здравие, да ни полуменеат образието, да добиеме убавина, за да не аресуваат ержењето за напреде, да се жени која возрастна, да се ожени, да си го препознае нејното момче под маска или па момчето па девојката која иска. Прво да поздравим све sa portala Maleš.net i da kažem da sam tu već nekih 10 godina, svake godine. Žena mi je sticajem okolnosti iz Berova, tako da to je konekcija da sam tu. A na Ratovski karneval dolazim od 2013. godine, kad sam prvi put čuo za ovaj karneval. Čini mi se da je to ta godina bila ili možda sljedeća, ali dolazim znači svake godine i tu sam, pratim događaj koji je izvanredan sa ovim tradicionalnim maskama koje su stvarno unikatne i koje su blago ovoga naroda. Imamo velike karnevale koji se održavaju tradicionalno u Budvi i u Kotoru, jedan izuzetan karneval i gosti sa strane budu čak i sa ovakvim maskama sličnim iz regiona, iz Bugarske, iz Rumunije, iz Srbije, iz Češke. Imam baš puno zabilježeno momenata i tamo kao i ovdje, ali ovdje je ipak nešto posebno. Прво благодарно што сте тука да го вековечиме овој настан или еден нов почеток. Како што кажавте и вие, после пандемијата, минатата година карневалот не се одржа поради тогашните забрани за организирање на јавни настани. Оваа година смогнавме сили со помош од општина Бераво, Аурора Ресорт, Дик Фагос, локалните пилани Три реки и Борово стебло, Хип Тим, исто приватна фирма, значи со свој скромен придонес успеа да допринесат да оваа година еве пак се маскираме и пак ја продолжиме вековната традиција. Значи се работи за 6 вековна традиција. За жителите на село Ратево овој ден е најголем празник. Сега значи представува едно навраќање на минатото. Значи сите над овој ден мажите се маскираат во маски од
животински кожи и на своите лица ставаат рогови, черепи, значи се со цел што пострашно да изгледаат тие маски и да се избрака злото од селото. Се надеваме дека ова година ќе успееме конечно и нашиот карневал, еве нека биде некој нов почеток, нека биде крај на пандемијата, за да можеме до година пак да го направиме карневалот на едно завидно ниво, каде што ќе ни гостуваат гости, наши пријатели од соседна Бугарија, односно Словенија, значи од соседна Србија. Тоа се некои маски со кои си имаме, па да речам, веќе избратимено, со кои стално соработуваме и со кои си гостуваме на настаните кај нас или ние одиме кај нив на гостување. Годинава немаше гостински маски, значи има овде присутни гости од селот Звегор, гости од Мокриево, гости од село во Кавадаричкиот регион, значи джаламарите од село Сопот. Значи тие се вака како гости овде, меѓутоа не со нивните маски, бидејќи се уште не е нормализирано секако што треба и не сакаа ни тие да ризикуваат да патуваат повеќе лица со едно возило, така да годинава нашата маска која брои некаде околу 50 добро направени, значи маски, нашата маска настапуваше и се направи една општонародна веселба за сите присутни.